Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Судот во Страсбург испитува дали на Јанкуловска е било прекршено правото на фер судење во случајот Тенк. По повеќе од 3 години во затвор, екс-министерката очекува одговорност. Двајцата инспектори на УЈП осомничени за Пулс остануваат во куќен притвор. Во собранието ќе се формира анкетна комисија според предлогот на власта и ќе се расправа и за Кочани и за тетовската модуларна Дурмо Турси Бесатранс. Евроскептицизмот кај младите го вклучи алармот. Собранието ќе бара начини да им ја врати вербата наспроти разочараноста од корупцијата и билатералните спорови. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано. Орден 8 септември за кардиологот и алпинист Сашко Кедев. По тема на денот за евроскептицизмот кај младите. Зошто тие не веруваат дека Македонија ќе стане земја членка на Европската унија? Што е тоа што ги разочарува? Дали однесувањето на Брисел и надворишните блокади или состојбите дома? Во тема на денот ќе разговарам со Бојан Кордалов од Европскиот центар за извонредност. Останете со нас, почнуваме. Европскиот суд за човекови права побара информации од владата за постапката по жалба на екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, со што официјално се отвора предмет во Страсбург. Судот се интересира за наводите дека нејзините права биле повредени од прислушуваните разговори користени како докази, преку ограничената можност за одбрана во текот на ризична бременост, до прашањето за непристрасност на судиката Добрила Кацарска. Јанкуловска случајот го потврди на социјалните мрежи, оценувајќи дека по повеќе од 3 години зад решетки очекува одговорност за неправдите во постапката. Европскиот суд за човекови права побарал информации од владата за постапката која таму ја води екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк. Овој чекор значи дека Страсбур отвора постапка по жалбата на Јанкуловска дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Првото прашање се однесува на снимките. Значи, дали може да се користат снимките како доказ прво, второ, дали Гордана имала право да ги оспорува содржината на тие снимки. Втор аспект беше брзината на судење, неможноста да се оствари правото на контрадикторност на постапката и на еднаквост на оружјата. Исто така проблем беше отсуството на независност и непристрасност на судот. Ова практично значи дека судот се сомнева дека во незаконските бомби можеби имало и снимки кои ќе потврдат дека Јанкуловска нема вина. Се интересираат колку таа била способна да се брани во ситуација кога во екот на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. Се отвора и прашањето колку судиката Кацарска била непристрасна во овој предмет, бидејќи таа за истото дело веќе го осудила Груевски, а при изрекувањето на таа пресуда веќе изјавила дека Јанкуловска го поттикнала вршењето на ова кривично дело. Тимот на Јанкуловска приложил и изјава од еден од поротниците кој тврди дека никогаш не присуствувал на носењето на одлуката таа да биде прогласена за виновна и дека му биле дадени само готови записници за подпис. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Рече дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати зад решетки, но и дека очекува одговорност. Можеби конечно оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди, затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Господјата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но и ако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата, пишува Јанкуловска на социјалните мрежи. Евентуална пресуда ќе отвори простор Јанкуловска да побара земјава да ја исплати оштета, но нејзиниот сопруг и адвокат вели дека парите не се меѓу приоритетите. Барање за повторување на постапката и ние би барале и одговорност на сите актери вклучени во постапките.
тука мислам и на не само на судиите, туку и на обвинителите од СЈО. Во однос на надомест, секако следува и надомест, доколку е одлуката позитивна, меѓутоа тоа не е нас реално од второстепено значење, значи не се битни тука пари или слично, битна е рехабилитацијата на Гордана, која што би требало да следи ако одлуката е позитивна. Дека Страсбург го отвори предметот на Јанкуловска утрово потврди и премиерот. Конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го одземе. А од друга страна бараат двојно, тројно поголеми плати, а гледате какви пресуди политички, октруирани, носат. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбург поради ваквите малкумина судии, ке повторам. Јанкуловска првично беше осудена на 6 години затвор за случајот Тенк, а апелација казната ја намали на 4. Зад решетки помина нешто повеќе од 3 години и 1 месец. Пресудата ја донесе Добрила Кацарска, која потоа доби унапредување во уставен судија. Обвинителката Катица Јанева одлежува затвор во отвореното крило на Идризово, откако беше осудена во случајот Рекет. Александар Спасовски, Сител телевизија. Кочанскиот суд ги одби жалбите на обвинителството и го потврди куќниот притвор за осомничените даночни инспектори Драган Паунов и Дуле Димитриев, иако обвинителите бараа мерката да биде замената со ефективен притвор. Судот не образложи зошто инспекторите кои го информирале сопственикот на Пулс за предстојни контроли не добија построга мерка. Во меѓувреме самите осомничени се жалат на куќниот притвор и бараат поблаги мерки на обезбедување. Двајцата инспектори на УЈП, меѓу кои и братот на председателката на Кривичниот суд, остануваат во куќен притвор, иако обвинителството во Кочани бараше Драганчо Паунов и Дуле Димитриев додат во ефективен притвор. Судот не го прифати барањето и ги одби жалбите на двајцата даночни инспектори, осомничени дека го алармирале сопственикот на дискотеката кога УЈП ќе прави контроли во Пулс. Советот од тројца судии, постапувајќи по изјавените жалби од страна на јавното обвинителство против решенијата на судија на претходна постапка со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на ОЈО Кочани против истите и донесените решенија на судијата на претходна постапка ги потврдил. Кои биле причините двајцата осомничени да останат во куќен притвор, од судот не објаснуваат. Не дадоа образложение ниту зошто е одредена таквата мерка, иако по нивното апсење, обвинителството за нив бараше ефективен затворски притвор. Освен обвинителството, незадоволство од одлуката на Кочанскиот суд имаат и осомничените. Паунов и Димитриев доставиле жалби за укинување на куќниот притвор, но досега судот за нив нема одлучено. Според одбраната, бидејќи Паунов бил фамилиарен и вработен во државна институција, немал намера да бега, па како што вели адвокатот, непотребно било неговиот клиент да е во притвор. За одбраната спорно е и дали се точни вибер комуникациите според кои Паунов добивал подароци од сопственикот на дискотеката. Мора да се истражат сите законски можности и детали околу начинот на кој што тие се прибавени, дали веродостојноста е точна, дали е мојот властодавец во комуникација со било кое лице од тие што се спомнуваат, и многу други прашања околу наводите дека наводно истиот побарал или му дале часовник и наочар. Комуникацијата на Паунов со газдите на Пулс, објавена од ИРЛ, покажа дека тој информирал кога управата за јавни приходи ќе ја посети дискотеката, а според разговорите за тоа добивал подароци. Комуникацијата ја потврди и обвинителството, пошто следеше акцијата за апсење на десетина инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Власта ќе формира анкетна комисија која ќе ги испитува сите поголеми трагедии од изминатите години. Кочани, модуларната болница, несреќите на Беса Транс и Дурмотурс. Мнозинство во комисијата ќе имаат пратениците од мнозинството, а ќе претседава пратеник од опозицијата. Спикерот им ја врати на доработка иницијативата на СДСМ и Левица, зашто предвиделе поголем број на опозицијски членови во ова тело. Катерина Нешкова известува.
Власта ќе формира нова анкетна комисија во собранието што нема да ги испитува само околностите и одговорноста за трагедијата во Кочани, туку ќе ги разгледува и пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските несреќи на Беса Транс и Дурмотурс. Владеачките ВМРО ДПМН вреди и знам се решиле на ваков чекор бидејќи минато неделниот предлог на СДСМ и Левица бил фаличен во составот, а и не ги опфаќа претходните несреќи како што очекуваше власта. Комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Секој сведок или експерт покане да даде изјава пред анкетната комисија има обврска да се појави пред пратениците. Во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се офатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни или едноставно и оние кои што се оштетени и јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата. Во новата анкетна комисија според предлогот власта ќе има мнозинство, односно 7 членови ќе има ВМРО ДПМН, по 2 ќе имаат вреди СДСМ и Европскиот фронт, а по 1 знам и Левица. Телото треба да го предводи опозицијски председател, а целата своја работа треба да ја заврши за 45 дена. Извештајот од комисијата ќе биде доставен до владата и до јавното обвинителство. Собранискиот спикер Гаши пак отринава го вратил претходниот предлог на СДСМ и Левица за анкетната за трагедијата во Кочани на поправка, бидејќи опозицијата предложила таа да има мнозинство во ова тело. Тие предложиле во комисијата по 4 члена да имаат СДСМ и ДУИ, Левица 1, ВМРО ДПМН 3, Вреди 2 и Знам 1, што според Гаши е спротивно на деловникот кој вели дека работните тела и анкетните комисии имаат состав пропорционален на составот на парламентот. Рокот за доуредување е 15 дена. За опозицијската СДСМ, нивната иницијатива е деловничка, но сепак ќе поднесат и нов дополнет предлог. Очигледно Мицкоски и ВМРО ДПМН се плашат од вистината за Кочани, па затоа се измислуваат некакви деловнички изговори. Гаши им купи 2 недели на Мицкоски и ДПМН, но треба да знае дека нема бегање од вистината и од правдата. Граѓаните, семејствата, јавноста треба да ја дознаат и ќе ја дознаат целата вистина за Кочани, како и на кој било начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот, кои биле институционалните пропусти, какви се прекршувањата на законските одредби, како и тоа кој треба да понесе политичка одговорност. Велат од СДСМ од каде нема одговор дали ќе учествуваат во анкетната на власта. При поднесувањето на нивниот предлог, лидерот на СДСМ Филипче рече дека немаат проблем да дебатираат во парламентот за која било несреќа. При тоа тој посочи дека не му е ни битно дали ќе се работи за една комисија за сите несреќи или пак ќе бидат сите случаи во посебни тела. Од ДУИ пак чекаат да го видат предлогот на ВМРО ДПМН, но генерално велат дека немаат проблем да учествуваат. Ќе видиме, ќе дискутираме, но ние сегогаш сме го кажале нашиот став дека сме за иницијатива која ќе ги опфаќа сите, значи несреќи до сега. Првата наредна седница на која би можело да се најде формирањето на анкетната комисија според планот на Гаши е почетокот на декември. За тогаш и лидерот на Левица Апасиев најави дека независно од ад-хок телото за пожарот во дискотеката Пулс ќе ја свика и постојаната анкетна комисија за човекови права. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По апсењето на српскиот пејач Аца Лукас во Кавадарци, премиерот Мицкоски најави дека настапите и концертите на естрадните уметници многу строго ќе се следат. Од СДСМ реагираат дека МВР и општината Кавадарци дозволиле настанот да почне и да се одвива со преполн капацитет, пошто бил прекинат дури по полноќ, барајќи одговорност од министерот Тошковски. Полицијата тврди дека во објектот имало тројно повеќе гости, не се издавале фискални сметки, не се почитувал законот за пушење, додека организаторите и естрадниот уметник ги демантираат овие наводи. Строго и внимателно ќе се следат настапите и концертите на естрадни уметници. Премиерот Мицкоски по апсењето на српскиот пејач Аца Лукас викендов во Кавадарци вели дека законите за ваков тип на настани се јасни и важат за сите. Иако Лукас преку видео на социјалните мрежи обвини дека акцијата била насочена лично кон него со наредба од врвот на македонските власти, сепак премиерот вели дека воопшто не знаел за неговото приведување. Па јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Ми се јавија луѓето од кабинетот да ме информираат пред неколку дена, мислам тоа беше. И предпоставувам сега дека
некој таму сака да создаде естрада, која што таму е присутна да ја пренесе овде. Мислам дека не треба многу внимание да му се посветува на ова. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на ваков тип на естрадни уметници и нивни менаџери. Опозицијата и денеска бара одговорност од министерот Тошковски. И полицијата на Тошковски и општината на Јанчев знаеле за настанот кој бил пријавен и не превзеле навреме мерки. Дозволиле настанот да започне, да се наполни до опасност, а дури потоа среде ноќ да биде прекинат. Наместо да бега, Тошковски треба да одговори на клучните прашања. Зошто воопшто е дозволено настанот да започне со поголем број на лица? Зошто МВР дозволи настанот со часови да се одвива со преполн капацитет, па дури по полнок да го прекине? Дали МВР ништо не научи од трагедијата во Кочани, прашуваат од СДСМ. Од МВР вчера соопштија дека во кафе барот каде настапувал српскиот пејач имало тројно повеќе гости од капацитетот. Лукас настапувал без потребната дозвола за работа, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за забрана на пушење. Од кафе барот ги демантираат тврдењата на полицијата со став дека сите прописи биле запазени, а настапот бил наменет за промоција на сопствена криптовалута на Аца Лукас. Српскиот пејач пак преку видео на социјалните мрежи за неговото приведување го обвини државниот врв и порача дека ќе размисли дали ќе настапува во Македонија додека тие се на власт. Во неговото видео Лукас тврди дека на настапот присуствувале 2000 гости. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Евроскептицизмот кај младите го вклучи алармот. Собранието ќе бара начини да им ја врати вербата наспроти разочараноста од корупцијата и билатералните спорови. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано. Скептицизмот кај младите дека Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија го вклучи алармот во Законодавниот дом, каде пратеници, експерти и представници на младите дебатираа како да се врати довербата во европската перспектива. Истражување на ИДУЕП и ЕЦ покажува дека речиси половина од младите не веруваат во уеднината на државата, наведувајќи ги корупцијата, билатералните спорови и ниската доверба во институциите како главни причини. Скептицизмот кај младите дека Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија го вклучи алармот, барем во Законодавниот дом. Пратеници од младинскиот клуб, експерти и млади дебатираа како да се убедат дека е можно Македонија да влезе во европското семејство. Ова доаѓа по публикацијата на Институтот за добро управување која укажува дека речиси половина од младите не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане дел од ЕУ. Корупцијата, билатералните спорови и ниската доверба во институциите се најголемите причини зошто сакаат европски плати, вредности и услови, а за кои веруваат дека нема да ги добијат дома. Она што тие го бараат како млади луѓе е борбата против корупцијата, која што се случува, меѓутоа сакаат да видат многу повеќе заради тоа што тоа е најголемиот начин како да повторно ја вратат довербата во своите институции, а со самото тоа и довербата на европскиот пат, понатаму други мерки и методи кои што значат нивно вклучување на агендата на македонските институции, но и на европските институции, кои што во партнерство можат и верувам дека согласно овие препораки како основа ќе ја променат безбрзо работата и дека навистина ќе се направи нешто кое што ќе не даде и како држава и како институции пример на европско ниво. За враќање и за задржување на младите во земјава, државата во предлог буџетот предвидела 1,13 милиони евра. Пари кои ќе легнат на сметката на Министерството за социјална политика, демографија и млади, но без детали за што точно ќе бидат наменети овие средства. Имаме износ предвиден од повеќе од 1 милион евра, што значи дека со овие средства ќе направиме еден вид на кампања со која што ќе можеме да ги мотивираме нашите млади умови од странство да се вратат во Република Македонија и тука да работат и да живеат, но и ставка која што ќе се однесува на задржување на младите во Република Македонија. Младите се незадоволни од владењето на правото, борбата против корупцијата и селективната примена на правдата. Оваа перцепција, како што се вели во истражувањето на ИДУЕП, не само што ја поткопува довербата во домашните институции, туку го ослабува и чувството на припадност на младите кон сопствената држава. Даниел Василев, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Бојан Кордалов од Европскиот центар за извонредност. Добро вечер, Бојан.
Добро вечер, благодарам за поканата. Погледнавме во самиот прилог, денеска презентиравте едно истражување и публикација посветена на евроскептицизмот кај младите. Што содржи овој документ? Дали само голи факти дека младите веќе не веруваат дека земјава има европска перспектива или има или некаков патоказ кој треба да не врати на патот дека има надеж? Од она што многу анализи го покажуваат и особено публикацијата за која што направивме посебна анализа, јасно укажува дека младите се за ЕУ и не гледаат алтернатива. Значи нема дилема. И на прашањето како ја оценуваат ЕУ и на прашањето какви придобивки имаат од ЕУ, тие се апсолутно позитивни. Над 70-80% кажуваат за Еразмус програмите, за можностите што им ги нуди Европската унија. Тука нема дилема. Меѓутоа, она што е автентично и се забележува е дека ја губат надежта дека во брзо време ќе станеме земја членка која што е дел од унијата, а со тоа сакаат да кажат дека нема да ги имаат лесно оние придобивки кои што нивните врсници ги имаат од странство. Знаете, денеска е динамично време, дигитално време и тие многу лесно можат да видат со овие програми, со овие ефтини летови, како се живее во Германија, во Франција, во Португалија, Романија, Бугарија, Хрватска, можат да работат во текот на летото, едноставно разбираат дека многу повеќе им должиме на младите луѓе како перспектива во земјава. Што е причината што секој втор млад човек според истражувањето не верува дека земјата има европска перспектива? Дали причините доаѓаат од внатре, од состојбите дома? Главната причина која што веќе сите идентификуваат, особено младите луѓе, е корупцијата. И тоа е јасно кажано, над 80% гледаат дека корупцијата им ја јаде иднината, сегашноста иднината. И тоа е сериозен проблем. Сега да не се подсетуваме на неубави работи, меѓутоа тоа е реалноста. Трагедијата во Кочани, автобуските несреќи, бродски несреќи, случаи на онкологија, горење на депонии, горење на магазини со батерии, можеме да редиме 101 и назад. И веќе е јасно на сите млади луѓе дека тоа станува збор за системски проблеми. Можеби не е некој дека намерно ги создава овие работи, но очигледно е дека постои системски проблем кој што се нарекува корупција. И дефинитивно тие бараат ова да се отстрани, да се реши. Заради тоа што знаете како предолго сме изложени на нешто кое што однатре не јаде. Да, постојат објективни пречки, постојат објективни преговори и работи што треба да ги направат властите, меѓутоа дури и се да се случи утре. Тие скандали и тие случаи кои што ја еродираат целата земја, ги еродираат условите за живот на младите луѓе и на сите луѓе во Македонија, нема да исчезнат. Јас имам чувство, а тоа се гледа и во анкетата кај младите луѓе, дека некако со ваквите работи како некој однатре да не си ја сака земјата. Знаете, 4-5 пожари во текот на летото, во чисти еколошките месеци кои треба да бидат, се случува да не може да се диши, ниту да не се излегува, камоли да се трча спортове и така натаму. Понатаму разни културни опции, разни опции кои што стојат на располагање ги нема. Така што младите луѓе јасно идентификува една клучна работа, дека секој кој што не работи на интеграција на земјата во Европска унија, очигледно дека и дава ветер во грб на корупцијата или пак можеби профитира од корупција. Добро, Бојан, оваа генерација на млади луѓе сега е родена после почетокот на нашиот пат кон Европската унија и практично некои од нив и не биле родени кога сме го добиле првото вето на евроинтегративниот и евроатлантскиот пат на земјава, така што се сведоци на се ова што и однадвор се случува. Колку тоа ги обесхрабрува, што гледаат дека константно општеството, државата, граѓаните мораме да правиме компромиси за да мрднеме чекор напред, додека кај некои други држави сето тоа одело многу побрзо, без одстапки, дури со брзи траки и така натаму. И колку тоа не е можеби главната фрустрација кај оваа генерација на млади, дека премногу мора да се жртвува за да се добие нешто што можеби не ни е јасно што точно ќе значи. Да бидеме реални, младите луѓе како причина број 2, еднаква со причината број 3, ги даваат и билатералните спорови. Меѓутоа, тоа е 60%, на исто рамниште, со исто толку процент, 60% се и нефункционалноста на институциите. Меѓутоа, за овие млади луѓе, за овие генерации денеска речи си да не постојат спорови. Можеби не се родени кога почнал евроинтеграцијскиот пат, но се родени кога почнала визната либерализација. Кога work and travel програмите станале секојдневие, кога Erasmus Plus размените се буквално секојдневие, кога ефтините летови се реалност и кога мобилноста, како никогаш досега, за нив е отворена. Кога ние сме биле млади, или кога нашите предходници биле млади, тие работи се идентификувале со визи, со скапи летови, со спора мобилност и така натаму. Така што несомнено младите луѓе бараат нешто кое што го заслужуваат.
а тоа е да им се овозможи не пречи нивнина, не пречи на мобилност и права, како што ги имаат нивните врсници. Сега кој да го оствари тоа, се разбира, затоа и препораките се такви, мора да го остварат заедно националните власти, заедно со Европската унија и европските институции. Ние како граѓани малтене, освен што имаме право да гласаме на избори, друго и немаме магично стапче да промениме. Кои препораки им ги давате на властите, на оние кои се носители на одлуките и нивни спроведувачи, за да се намали овој евроскептицизам, односно се врати таа доверба кај младите, дека може Македонија да оди по една патека која ќе доведе до тоа и тие да живеат исто како нивните европски врсници. Јас сум многу охрабрен од дебатата денеска во Собранието, бидејќи пратеници од различни политички партии, од различни коалиции, навистина покажа дека сме на иста страна. Под број 1 дека евроскептицизмот е проблем, кој што е проблем за сите, бидејќи знаете како многу често ние како да избегнуваме да сватиме дека оние реформи што Европска унија заедно со нас ги работи, не ги бара, ги работи заедно со нас, е наш интерес. Ако ние имаме квалитетно здравство, тоа е интерес на нашите македонските граѓани, тоа не е интерес на граѓаните на Шведска. Или ако ние имаме средно образование, чист воздух, ако ние немаме корупција која што ве оневозможува да си завршите основни шалтерски работи, тоа не е интерес на Париз или не знам на Мадрид. Тоа е наш интерес. Значи средена држава по европски терк, по европско законодавство, интерес пред се на Македонија, секако и на Европската унија, бидејќи заедничка е целта. Така што клучната работа е дека наистина постои охрабрување во тој дел. Што е она кое што треба да се даде како совет е дека младите мора да бидат дел од агендата. Најмногу, тој му го кажав и во Собранието, мене што ме натажува и ме обесхрабрува, не е прашањето дали сакате да работите, учите, студирате во странство. Тоа е сосем окей. Значи, млади луѓе кои што, например, ќе запишат на Сорбона, ако се вратат и го примена знаењето во Македонија, тоа е предност за Македонија, или млади луѓе ако одат 4-5 пати на work and travel, дали е се надвор да речеме во САД или во Германија или во Грција, Хрватска, кај сакате, тие тоа знаење ќе го применат тука. Замислете некој во Шведска млад човек кој што работи во IKEA, во представништвото, тоа е многу голема предност. Меѓутоа, проблемот е кога ќе ги прашате, а многу анкети тоа го покажуваат, дали би се вратиле назад. И кога 70, 80, 90% ќе ви кажат не. И тоа укажува дека мора структурно да се менува. Мора да се направи држава померка на младите, а тоа значи померка и на повозрастните и на нашите генерации. Заради тоа што вие кога правите мерка по интерес на држава померка на младите, правите држава померка на сите. Заради тоа што денеска мора да се сменат работи, бидејќи вака не оди. Не можете во денешно време да кажете дека како што беше случај пред 3 месеци, не можете да го изчистите ѓубрето. Или денес како ги изчистите, поминав пакетот, навистина изгледа импресивно, дека тоа нема да биде систем кој што никогаш утре нема да се промени. Бидејќи не е само да го изчистите денеска. Вие мора да имате систем како никогаш да не се натрупа ѓубре, систем како никогаш да не се расипат јавните услуги, систем како да само од себе креира. Внимавајте, зборуваме за сијалици, зборуваме за чистење, зборуваме за нешто што се основни работи. И сега вие новија генерација млади луѓе кои што со еден клик прават видео на разни апликации, со еден клик патуваат и купуваат карта за секаде за ефтини пари, да им кажете дека не можете да ги средите работите во година или две, навистина не ви проаѓа. Велите дека биле респонзивни учесниците денеска во Собранието, претежно беа млади пратеници, да речеме една понова генерација. Имаат ли тие глас во рамки на своите партии? Дали можат да се пробијат нивниот став да го пробијат до онаму каде што треба? Кој ги носи одлуките? Имаат ли тие доволно влијание? Јас верувам дека секоја активност прави свое влијание, секако дека хиерархијата во партиите е важна и не може помалку важна да биде, повеќе важна биде улогата на пратеник отколку лидер на партија. Меѓутоа, во органите и телата секој е важен и во нашите активности како Европски центар за извонредност, но и претходно во активностите тука ние секогаш сме работеле со доверба во луѓето. И тотално малку ни е важно кој е на која позиција, дали е денеска лидер во партијата или пак можеби е пратеничка и така натаму. Секој има своја улога, вклучително и владиниот сектор, вклучително институциите. И тука мораме да разбереме дека промената се случува на тој начин. Вие да имате денеска во Собранието 15 на пратеници од различни политички опции, заменик министерката за европски прашања, граѓански организации, потоа одлична кафе средба со младински представници, укажува дека луѓето
и чинителите сакаме сите заедно да промениме работата. И тоа е духот. Дали постојат пречки, постојат. Дали постојат институции, политичари што треба да ги решаваат, постојат. Секој политичар, секоја политичарка и во Македонија и во Европската унија е избрана за да решава проблеми. Председател на САД веројатно не сака да ги решава светските проблеми, меѓутоа создава планови во точки како да се решат. Председателката на Европската комисија верувам дека не сака да решава трговски проблеми или пак проблеми на тарифи, седнува и ги решава. Не вели ова е многу тешко, ние сме разочарани и тоа е тоа. Едноставно проблемите мора да се решаваат. Невладиниот сектор е тука да советува, младите се тука да притискаат и да бараат решенија, политичарите што добиле власт и добиле доверба се тука да наоѓаат решенија. Така функционира системот, светот функционира така, Македонија не е исклучок. Истата публикација и истражување го презентиравте и пред европарламентарците. Чинам дека заедно со европретеничката Ирина Јовева имавте настан. Каква е таму перцепцијата? Постои ли загриженост за овие трендови на евроскептицизам кои, да се разбираме, не се само во Македонија, туку на целиот Западен Балкан? Имајќи можност да сум работно ангажиран во Брисел, можем да ви кажам дека во еден месец имаше 7 настани кои што таргетираа или разработуваа тема проширување на Европската унија. Од кои што 2 беа на ниво на Европска комисија и Европски парламент, вклучително и нашиот. Значи, проширувањето навистина е тема. И ние сега можеме да кажеме, се согласуваме, не имаме доверба, но фактите се факти. Тоа се случува. Така што и тоа како сега е моментот, споредно со пред 3 или 4 или 5 години, кога имавме земји членки кои што се противеа на проширувањето, кога имавме анкети каде што велеа дека земјите членки не се подготвени да примат нови земји, денеска и тоа како под влијание на агресијата во Украина, под влијание на се она што се случуваа како кризи, но и разбирање дека навистина европскиот пазар, доколку биде побогат и за други 40-50 милиони на луѓе, ќе биде многу посериозен и поинтересен за сите светски играчи, проширувањето стапува на агенда. Меѓутоа, тоа е процес кој што бара реформи. Повторно ќе кажам, реформите во сите области не се насушна потреба на ЕУ. ЕУ не и треба да има брз транспорт и еколошки автобуси во Скопје. Мислам, заради тоа што таа во своите главни и останати градови има добар транспорт. Не и треба на Европа, не знам, да има какви градинки опремени или да има какви стандарди на воздухот. Тоа го прави на дневна основа. Нас не треба или гасификација до секој дом да стигне газ како не би се загадувал. И така натаму. Значи, едноставно тие работи мора да разбереме дека зависат од нас. И од тука препораките кои што ги дадовме неслушено, прво ги дадовме во Брисел. Заради тоа што сакавме да кажеме дека имаме идеи, имаме решенија кои што заеднички, рамо до рамо, заеднички активности на европските и македонските, но и другите институции на Западен Балкан и другите кандидати, ако ги спроведат и се фокусираат на младите, ќе добиеме сите многу подобра перспектива иднина. Мислам дека ова ќе биде моментум кој што ќе трае неколку години и кој што зависи од секоја држава како ќе го изигра до крај. Ако сето ова не ги преземеме чекорите кои што треба, веројатно се повеќе млади луѓе ќе одат во оние европски метрополи каде што има организиран еколошки транспорт, градинки и други услови подобри за живење од оние кои ги имаме тука. Во тој контекст, како ги оценуваш напорите во моментов кои што ги прават властите во земјава? Има ли според тебе некакви изгледи дека може да се придвижиме од ова статус-кво? Апсолутно. Јас и сега и секогаш сум оптимист, особено со тоа што за прв пат се вели дека ние мораме да ги средиме реформите заради нас. И тоа е многу битна теза и наратив кој што оваа влада го прави. Меѓутоа, во исто време се знае дека ако се сака да се направат промените, треба да се спроведат сите обврски кои што произлегуваат од договорот со Европската унија или пак да не се направат. Меѓутоа, патот е тој. Меѓутоа, дури да вие ги решите уставните промени, реформите остануваат. Дури да ги направите уставните промени, прашањето со отварањето на уставот остава. И тоа се фактичките состојби. Може да не се допаѓаат, може да не се допаѓаат. Може да сметаме дека е праведно или неправедно. Патот е тој. Изрела држава, 35 годишна држава, кажува што се очекувањата, што се барањата и кажува ќе постапиме вака или онака. Ова се предностите, ова се последиците. Така се гради имидж, така се гради рейтинг, така се гради држава. И на крајот на гриштата, јас и во ова студио често кажам, сакам да го кажам и сега. Македонија е земја членка на НАТО.
Значи, ние не сме како пред 10-15 години. Ние сме сериозен играч на сцената. Зошто тие работи не ги искористиме? Зошто не се однесуваме многу повеќе како земја членка на НАТО? Останува прашање на стратегијата на политиката. Бојан Кордалов во тема на денот и благодарам Бојан за вечерашното гостување и оваа анализа. Благодарам, честнија. Ке поскапат ли становите по нова година? На 31 декември истекува мерката за 5% ДДВ при прва продажба на ново изградени станови. Во вестите во 21. Министерството за локална самоуправа го промовираше ресурсниот центар преку кој општините ќе добиваат експертска поддршка за решавање на клучните проблеми. Премиерот ги повика градоначалниците максимално да ги искористат новите можности. Локалните власти го оценуваат центарот како важен инструмент. Сите предизвици и проблеми со кои се соочуваат општините ќе се решаваат со експертска помош преку ресурсниот центар кој го промовира Министерството за локална самоуправа. Градоначалниците преку една точка ќе можат да остваруваат поголема меѓусебна соработка, да креираат програми за развој, а од следната година ќе им биде достапна и ажурирана база на податоци на даночни обврзници за да се детектираат должниците. Во овој ресурсен центар ќе ги канализира и сите оние донаторски средства кои што се влеваат во Република Македонија се насочени кон помош и поддршка на локалниот и регионалниот развој, ќе се креираат предлог решенија во делот на дигитални алатки, ќе се креираат брошури, практични брошури кои што би требало на градоначалниците да им дадат еден концепт, една можност да одблизу да се запознаат со процесите кои што ги чекаат во нивните градоначалнички мандати. Премиерот Мицкоски ги повика градоначалниците на сите општини да ги искористат поволностите кои ги нуди ресурсниот центар и да побараат експертска помош онаму каде што им е најпотребна. Општините ќе имаат додадена вредност во сопствената работа, посебно во делот на реализирање на проектите, надзор при реализација на истите проекти, одредени насоки како да се развиваат општините во иднина и заедно со оние проекти кои што се финансираат од страна на владата, убеден сум дека граѓаните ќе имаат подобри услови за живот и ќе добијат подобри услуги од страна на општините. За градоначалниците овој центар е можност за поквалитетно менаџирање со локалните самоуправи. Буквално сите чекори кои се неопходни за добар почеток се опишани внатре. И тоа значи еден почеток на менаџирање на работите на еден вистински правилен начин. Ќе дадеме поддршка, ќе соработуваме се со цел за подобра локална самоуправа и како би подобро одговориле на потребите на граѓаните. До 15 декември отворен е јавниот повик на Министерството за ангажирање експерти кои ќе бидат дел од новата база на ресурсниот центар за поддршка на развојот на општините. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. 20-месечно бебе почина во Кичевската болница. Со вонреден надзор ќе се проверува како било третирано. Орден 8 септември за кардиологот и алпинист Сашко Кедев. 20-месечно бебе од Прилеп почина во Кичевската болница. Било донесено во тешка здравствена состојба, па обидите на лекарите да го спасат биле неуспешни. Ке се спроведе вонреден инспекциски надзор за да се утврдат причините. Дете на 20-месечна возраст од Прилеп синоќ е починало во Кичевската болница. Мајката и војкото во лоша здравствена состојба прво го однеле во брзата помош, откаде итно го префрлиле на детскиот одел во болницата. И покрај пружената медицинска помош од дежурниот тим и обидете да го реанимираат, тоа починало кратко по приемот. Во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, донесено е дете од околу 20-21 месец во нашата установа преку брза помош транспортирано до одделението за детски болести во многу лоша состојба, во агонија, сомнолентност пред терминален стадиум, односно антефинем. Дадена е терапија, направено е се што може да се направи, направена е реанимација на детенцето, меѓутоа констатирана е смрт од страна на дежурен лекар на детското одделение. Од болницата веднаш пријавиле во обвинителството и полицијата, а го информирале и Министерството за здравство. Телото на детето е предадено на обдукција за да се утврди точната причина за смртта. Крајната дијагноза не може да се претпостави нормално, меѓутоа дежурниот лекар се сомнева на масивна бронхопневмонија, не третирана, не лечена заради необратено внимание од страна на семејството.
дете, тој е од Прилеп, нема во моментот на прием во нашето одделение, не носам никаква документација. Донесена е во придружба на мајка и вујко, без документи во рака, и во нашата установа нема ни било каков документ што може да посведочи за претходни заболувања или третирања. Мајката во моментот се наоѓала во Кичево, затоа се јавени во таа болница, инаку е од Прилеп. Министерот за здравство Азер Алиу најави дека ќе побара државниот санитарен и здравствен инспекторат да направи вонреден инспекцијски надзор во Кичевската болница, за да утврдат каде и како било лекувано детето пред да почине. Александар Динев, Сител телевизија. Лекарот и интервентен кардиолог доктор Сашко Кедев, кој повеќе од 3 децении спасува животи и паралелно ги освои 14 највисоки врвови во светот, го доби орден од 8 септември како признание за медицинските и алпинистички достигнувања. Повеќе од 3 децении спасува човечки животи како лекар, впишувајќи се како лидер и пионер во развојот на интервентната кардиологија во земјата. А за период од 20 години успеа да ги искачи највисоките врвови во светот над 8000 метри надморска височина. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, зборувајќи за биографијата на Сашко Кедев, кажа дека за неговите достигнувања во медицината и алпинизмот, надополнети со меѓународната афирмација на државата, е заслужен да го добие орденот 8 септември. Ако во медицината доктор Кедев ги достигна највисоките професионални и хумани височини, тогаш во алпинизмот буквално ги освои највисоките врвови на светот. И тоа не во младешките денови на бунтовник без причина, туку во зрелата доба како бунтовник со цел. Само 50 до 60 алпинисти во светот успеале да ги искачат светските врвови над 8000 метри надморска височина. Меѓу нив е и доктор Сашко Кедев. Тоа го сметам за национален успех. Најмалку мој успех, бидејќи можеби најголемата движечка сила што ми даде енергија да ги надменам сите тие тешкоти, беше токму тоа да го однесам македонското знаме и посебно македонското име на сите врвови. При доделувањето на признанието беше наведено дека Кедев има објавено над 230 трудови со импакт фактор, а во интервентната кардиологија вовел иновативни техники и методи. Сања Димитровска, Сител телевизија.